веројатно Мицкоски ги затвара вратите за инвестиции во енергетиката од Грција и ќе ги остави вратите отворени за инвестиции во енергетика, индустрија, телекоми и така натаму, ќе ги остави можностите на бугарски инвеститори кои што веројатно ќе бидат блиски нормално до Бојко Борисов. Кажа дека ќе има нова инвестиција која што во енергетиката која што досега е невидена на овие простори. Таа инвестиција е веќе уствари започната. Таа во некаде јануари февруари Мицкоски со сигурност го кажувам, Мицкоски имаше средба неофицијална со представниците на компанијата која што веќе започна со изградба на оваа енергетска инвестиција, имаше средба пред изборите, пред било што, на која што знам дека ветил дека ќе ја поддржи таа инвестиција, нормално ако се помогне во кампања. Знам дека е помогнато во кампањата и знам дека таа инвестиција ќе биде сериозна и е сериозна. Таа мислам дека околу 450 милиони евра се работи за инвестиција во енергетика или поставување на најголемиот соларен парк во Источна Европа. Тој ќе биде помеѓу Штип и Свети Николе, ќе се гради тој соларен парк. Не знам колку киловат сати беше и така натаму, но ете таа инвестиција која што веќе е започната да се реализира. Од претходната влада го потпишал тој договор. Општините Свети Николе и Штип ќе добијат субвенции од компанијата, компанијата ќе изгради училишта, градинки, паркови, не знам што ќе гради компанијата во овие две општини и ќе донира годишно за општините, без разлика кој е градоначелник, ќе донира во не знам какви општествено корисни проекти за овие две општини. Види, реално не треба готовите да го вадат. Што не е точно, да. Треба он да излезе и да се извини. Да, кажа и за милиардата, му постави прашање за милиардата, за милиардата кажа да бидеме трпеливи, дека во првиот момент кога ќе ја формира владата, во првиот момент кога ќе започне со реализација на тој проект од заем од странска влада со атрактивна каматна стапка, дека ние новинарите ќе бидеме први известени. Добро, ќе почекаме. Разбирливо е да го даде тој одговор, бидејќи се уште нема формирано влада, не би требало да... Ова ме подсетува како милиардата на Циле, мајте. Добро, не би требало да... Мислам, ја не би одговорил, ако треба да ја правам утре владата, не би одговорил од каде ќе бидат тој заем и под кои услови, од проста причина што пред формирањето на влада не би сакал да имам дополнителни проблеми од други заинтересирани страни, например, бидејќи ја претпоставувам од која влада ќе биде таа милиарда, ако е од таа влада ќе има геостратешки интереси зашто таа влада не би требало да инвестира во Македонија, посебно од Европска унија ќе имаат против таква инвестиција. Да, ќе имаат против таа инвестиција, не би сакал пред да ја формирам владата да ми се лепат било какви етикети или укори. Мислам тоа е го разбирам и окей, и тој окей го даде. Одговор остана да видиме сега дефинитивно, официјално да излезе од која влада ќе го даде тој заем. Трета работа која што нели се дискутираше, Преспанскиот договор и договорот и почитувањето на договорот и реакциите на Грција, Мицкоски и тука кажа дека не очекува дека Македонија нема да или тие како влада нема да се однесуваат талибански и очекува дека и нашиот јужен сосед нема да се однесува талибански исто така и дека има аргументи на самитот на НАТО, бидејќи Мицотакис кажа на самитот на НАТО ќе го изложи овој случај со непочитувањето на Преспанскиот договор, рече дека имаат и ние и тие како влада имаат аргументи на самитот на НАТО да изнесат, ако сака Мицотакис рече да било какви аргументи да изнесува на самитот на НАТО, имаме и ние аргументи. Фактичко состојба дека ние имаме аргументи. Не ни се многу силни, но имаме аргументи. И рече дека моето прашање беше зошто не се испрати протестна нота бидејќи забележа Мицкоски дека ние медиумите не сме се занимавале повеќе сме се занимавале со тоа колку кај нас се почитува договорот, а не сме се занимавале колку Грција не го почитува договорот.
тука му забележав дека ние како медиуми точно знаеме кој колку почитува или не почитува договорот и на сите ми е јасно дека Грција не почитува ни 20% од договорот од Преспа и дека за тоа би требало наместо препукување на јавна сцена со Мицотакис би требало да вложат протестна нота и да ја известат меѓународната заедница и гаранторите на Преспанскиот договор, Европската унија и САД да ги известат дека Грција не го почитува договорот, а не на јавна сцена да се препукуваме, да се ставаме сами да се пукаме у колено и да бидеме пак ние криви дека ние не сме го почитувале Преспанскиот договор, бидејќи тоа е реториката која што доаѓа од Грција. Кажа и дека ќе гради мостови, дека нема намера да води офанзивна политика и провокативна политика, туку да градат мостови со јужниот сосед, северниот, источниот и кој западниот сосед со сите да сме правеле мостови, да сме соработувале, економска соработка и што е многу интересно, рече со јужниот сосед ние сакаме да воспоставиме подобра комуникација, и подобра економска соработка во делот на културата, туризмот и уште некоја така бенигна некоја економска гранка. Многу јаки економски. Но не кажа, тоа му беше проценет одговор, не кажа економска соработка во делот на енергетиката, индустријата и така натаму. Тоа се подразбира дека он Не. повеќе ќе работи на тоа. Не, сакам да кажам дека веројатно ја затвара вратата за Грција за било какви проекти во енергетиката кои што ќе доаѓаат од грчки инвеститори. Бидејќи од друга страна Маријан Ѓорчев кажуваше дека Бугарија би требало да инвестира во Македонија во енергетски капацитети, производни, индустријски и така натаму. Што значи дека он веројатно, бидејќи Бојко Борисов на Мицкоски му е близок. Значи они се блиски по една линија друга. Значи заеднички пријатели имаат и Бојко Борисов и Христијан Мицкоски во ликот на еден бизнисмен. Тој им е заеднички пријател и они се имаат повеќе комуникации, повеќе неофицијални средби, повеќе ручеци и така натаму. Мислам дека со Бојко Борисов, кој што сега најверојатно ќе формира новата влада во Бугарија, бидејќи има 27,5% рейтинг наспротив вториот, кој што има дупло повеќе има од вториот. Бојко Борисов веројатно ќе формира новата влада, веројатно Мицкоски ги затвара вратите за инвестиции во енергетиката од Грција и ќе ги остави вратите отворени за инвестиции во енергетика, индустрија, телекоми и така натаму, ќе ги остави можностите на бугарски инвеститори кои што веројатно ќе бидат блиски нормално до Бојко Борисов. Кажа дека ќе има нова инвестиција која што во енергетиката која што досега е невидена на овие простори. Таа инвестиција е веќе уствари започната. Таа во некаде јануари-февруари Мицкоски со сигурност го кажувам, Мицкоски имаше средба неофицијална со представниците на компанијата која што веќе започна со изградба на оваа енергетска инвестиција, имаше средба пред изборите, пред било што, на која што знам дека ветил дека ќе ја поддржи таа инвестиција, нормално ако се помогне во кампања. Знам дека е помогнато во кампањата и знам дека таа инвестиција ќе биде сериозна и е сериозна. Таа мислам дека околу 450 милиони евра се работи за инвестиција во енергетика или поставување на најголемиот соларен парк во Источна Европа. Тој ќе биде помеѓу Штип и Свети Николе, ќе се гради тој соларен парк. Не знам колку киловат сати беше и така натаму, но ете таа инвестиција која што веќе е започната да се реализира. Од претходната влада го потпишал тој договор. Општините Свети Николе и Штип ќе добијат субвенции од компанијата, компанијата ќе изгради училишта, градинки, паркови, не знам што ќе гради компанијата во овие две општини и ќе донира годишно за општините, без разлика кој е градоначелник, ќе донира во не знам какви општествено корисни проекти за овие две општини. Што кажа друго? Кажа дека најмалку 250 милиони евра од буџетот ќе бидат издвоени за проекти во локалната самоуправа во општините, што де факто не е лоша идеја, само да не биде на начин на кој што се распределува 50-60 милиони евра годишно од буџетот, од републичкиот буџет во општините,
Ама не се распределуваа за проекти, туку се распределуваа за да ги расчистат долговите према доверителите, према тие кои што граделе, правеле тендери. Значи они претходната влада пред избори ќе пушти 50 милиони, овие ќе ги расчистат фирмиве што граделе, фирмиве од тамо ќе извадат по 10, 15, 20% ќе вратат назад у партиите, тоа да не го прави. Ако 250 милиони евра ги распореди по општините, ама по буџети, по проекти, значи општината аплицира за проект, добива толку пари од тие 250 милиона, тоа е окей. Тоа го кажа дека од барем 250 милиони ќе бидат социјални трансфери дополнително, така беше? Да. И уште 500 милиона ќе оделе годишно за капитални инвестиции. Тешко, ама ајде. Ја би се навратила Што вика еден гледач дека ми пиша у Телеграм, ако 40% рече од ова Мицковски што го збореше го реализира, ние за 4 години ќе видиме Словенија. Дај Боже, еве ќе видиме. Сега буџетот наш само не пензиите верувам. не може да ги покрие со 5000 изголемување, каде да, другите милиарда не што знам. е вака првично за време на изборите во кампања нигде не беше спомната таа милиарда во првите 100 дена Како и дека долг не тоа беше ќе биде спомнат. како долг. Значи тоа е сепак кредит, дали ќе има големи мали каматни стапки, ќе биде кредит, не знаеме зашто ќе биде намене тој кредит, а граѓаните пак ќе го враќаат тој кредит. Ако ние треба да се радуваме дека Мицко ќе ни донесе милиарда што ќе не заглави повторно, ја не гледам тука никаков резон. Што да чекам? Што да чекам? Која е оправданоста на милиардата? Милиардата што ќе не задолжи повторно? Без разлика за кој сектор и како. Тоа е задолжување. Добро, да, пак е задолжување, но И ние гласавме за Мицко за да не задолжи или да не одглави. Мислам, имаме разлика. Не може така. до сега не задолжија, у последниве 7 години ништо не видовме од тоа задолжување. Не видовме проекти од тоа задолжување. Еве, ајде, окей. Кај плаќаме, кај отишло магарето за Самарот. Нека се задолжи, нека направи проекти, нека отвори нови работни места, нема проблем. Еве ќе го поддржиме. Е и хороскопот така. Да, и хороскопот така рече. Сакаш да видиш? Да. Добро. Може да видиш хороскоп. Ајде ќе видиме од ова све. Јас кажувам дека јас не сум оптимист. Од ова се што вети, еве гледаме уште од прв момент, почнувајќи од Гордана, еве и прво појавување, не знам кој е веќе на Мицковски. Односно второ мислам, кога ги поднесе законов за промена на владата, промена на министерството, реконструкција, не знам каков е законот. Реорганизација. Реорганизација. Долго име има законот, ама тоа е Добро да е реорганизација. Значи првично се зголемува бројот на министерствата. Тоа не знам кај го спомна он во кампања. Го кажа. Има во програмата, има за енергетика, за Дека тоа ќе го ги има, зголеми да. бројот не беше кажано, дека ќе отвори министерство, значи децидно повторно лага и манипулација. Затоа што од една страна вика ќе ја намалиме администрацијата, од друга страна кажува дека ќе го зголемува бројот на министерствата. За да не брка луѓе од работа. Да, и тоа ги распоредува како на него му одговараат. И што е уште поинтересно, он не прави влада се доека не помине сега законот за реорганизација, Очекува прво да помине. затоа што во тие министерства што ги прави треба да ги даде на коалиционите партнери. Тоа исто во кампања јас нигде не го слушам. Чекај, Или да чекај. ослободи простор за Тоа е коалиција. нормално. Ако он е сигурен и ако е чесен во намерите, со коалиционите партнери требаше да седне да ја направи сега владава, кога ќе помине законот, нека отвара Ама не министерства. Ама не го Главен услов за отварање за новава влада првично. Ама не те сега разбира логиката. како не ле разбираш Па он има логиката? 78 гласа у собрание, него шо чесен нечесен. Он дали сега ќе го изгласа новиот закон или од после шо има врска? Па зошто не го изгласа за да биде еве да има некоја доверба кај мене и тие што исто Зошто? мислат Ама он како го мене. кажа, не. Он го кажа ту кампања дека ќе има нови министерства 4. Ако, нека ги изгласа новите министерства, од кога ќе направи Ама влада. зошто? Која е логиката? Тогаш Па за да видиме дека главен услов за формирање на владата од неговите потенцијални коалициони партнери не е интересот за водење на министерствата, нови во кои што сака да ги отвори. за да не се губи време за избор на нова влада. Веројатно. Што да се губи? Што ќе се губи време? А
Нова влада ти. Абе сега нова влада, ако он веќе денес го доби мандатот, ако е направена таа влада, нека се веднаш нека Ама пак е се... Имаш нови министерства и повторно имаш избор на влада. Да. и што? Па се губи време. Зашто се губи време? Како Многу дојдовме до тие министерства, се 1109 друго се заврши во државата. 1198 проекти има и треба веднаш да се работат, не може да се губи време Да, сега. тие министерства ако не се направат сега, во државава не може ништо да функционира. Не. Да не се правиме будали. Затоа до сега не функционираше. Фалеле Ја мислам министерства. поголем проблем е тоа што воопшто ќе се прават министерства, за не кога ќе се прават. Што е битно кога ќе се прават? Битно е дека ќе има нови 4 министерства, нови 4 министри, нови 4 заменици, затоа нови мислам дека тука тие нови министерства се прават ради личен нови- интерес па, и ради... Па да. Милиарда помалце. нови 8 коли за министри заменици, нови Комплет вработени. и вработени, министерства. нови секретарки, нови не знам што. Чувари. Буџет плюс. Така, буџет. Референти, Значи извади. тоа е, а тоа кога ќе ги направи, тоа А ирелевантно. денеска никој не ја праша председателката како ќе му го даде мандатот кога таа се залага за намалување на бројот на министерства. А програмата што ја предлага Мицкоски е за зголемување на бројот на министерства. Немаше дозволено прашање. Да, за неа немаше, да. Ако одговорат некогаш на веќе поставените и друго ќе поставиме. Види, денес за оваа изјава што ја даваше, беше спремен. Да, беше. Беше спремен за оваа изјава што ја даваше. Беше спремен да одговори. Можеби не логично у секој одговор, ама ете, одговори без да остави многу простор за... Како не остави простор, остави простор. Е па каде? Па го коментиравме предходно. Е па само загаши го остави моабетот се шут се. Ја не знам дали кажал, ама ако кажал да се извини. Тоа не му требаше. Кажал сите видоа луѓето, имаше на 20 скец на интервју, го имаше сегде по социјални мрежи. Не му требаше тоа. Не му требаше да каже и Абе, види, утре како може, тој те главен коалиционен партнер, како може, јас не знаев, не му требаше. Утре ќе направи некоја глупост поголема, не му требаше, не знаев, ќе се правиме не дека не сме од тука. Така да, па добро. ќе видиме. ајде. Хороскопот е така. Го видиме хороскоп. А еве зашо денеска бил позитивен Мицкоски. Да. Ај пушти да видиме што вика денешниот хороскоп на Мицкоски. Ајде да видиме. Еве ќе прочитаме и ова многу Хороскопот, да. многу работи ќе разјасни. Еве, вага, дневен хороскоп, четврток, 6 јуни. Спротивностите ќе се привлекуваат во љубовта за вас. Одеднаш можно е да започне да ве привлекува некој со кого постојано се карате. Ако сте во врска, бидете Внимателни. Спонтани. Ете, зашо денеска ние добро се разбравме со господинот Мицкоски. Се погодија Се одговорија прашањата, се поставија прашањата, професионално одговори со една милозвучна дикција.